Во црни кеси за ѓубре во базата на МВР во Брест во близина на селото Петровец биле уништувани документите за набавка на опремата за прислушување, потврдија на денешното рочиште за случајот Тврдина 2 двајца сведоци. МКС, вработена како секретарка во УБК, негираше дека е виновна и рече дека била наместена. Сведокот кој работи во базата на МВР рече дека бил присутен на палењето во 2015 година, но дека не знаел за какви документи станува збор. Наредбата му ја дал Горан Груевски, кој е во бегство. Во нападот предходил од Менделеј Беј во центарот на Лас Вегас убиени се над 50 луѓе, додека над 400 се повредени. Полицијата соопшти дека напаѓачот е пронајден мртов во хотелската соба и се претпоставува дека се самоубил. Идентификуван е како Стивен Падок, 64 годишен пензионер од Лас Вегас. Американските медиуми објавија дека со 50 жртви ова е најсмртоносниот напад во историјата на САД. Европската комисија соопшти дека според уставот на Шпанија вчерашното гласање во Каталонија е нелегално, но порача дека и насилството никогаш не може да биде инструмент во политиката и при тоа ги повика сите страни на диалог. Во соопштението по повод настаните во Шпанија, Европската комисија истакнува дека за комисијата, како што повторил и нејзиниот председател Жан-Клод Јункер повеќе пати, тоа е внатрешно прашање на Шпанија кое треба да биде решено во рамките на уредувањето на земјата.